Вести од спортот. Собрани 1930 подписи од навивачката група Лозари за промена на состојбите во градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Денеска подписите му ги предадоа на градоначалникот на Кавадарци. Акцијата за собирање на подписи за промена на состојбите во најстариот и најтрофеен фудбалски клуб во Кавадарци во Македонија Тиквеш е завршена. Собрани се 1930 подписи, символично според годината во која за прв пат е формиран фудбалскиот клуб Тиквеш 1930 година. Иницијативата на навивачката група Лозари од Кавадарци ја поддржаа поголем број граѓани од споменатата бројка, но тие сакаа на символичен начин да застанат на споменатата цифра 1930 во спомен на историскиот датум. На средбата во кабинетот на градоначалникот Александар Панов денеска, на која присуствуваше и заменик градоначалникот Слободан Ивановски, од името на лозарите и подпишаните граѓани и останатите љубители на фудбалот, Ѓорги Попангелков и Љупчо Шошев од лозарите му ги предадоа подписите на градоначалникот Панов, притоа барајќи од него како прв човек на градот да преземе соодветни чекори за надминување на сегашната неповолна состојба во Кавадаречкиот фудбалски клуб. Целта се нашите искрени намери клубот да не биде сопственик на поединец или мала група, туку на градот и на Кавадарци. Тиквеш да биде спонзориран по пат на членарина и други начини, модел во кој секој кој соодветно ќе плати, ќе има право и глас да одлучува. Ова е клуб на градот и затоа мораме да успееме во враќањето на квалитетниот фудбал кај нас, вели Попангелков. Сакам да му изразиме и него голема благодарност што застана до нас, што застана со устоимно мислење со нас и едноставно ние му мислиме добро на кавадаречкиот фудбал и сакаме да го гледаме во погорни линии, а не како еден голем Тиквеш да го гледаме во дното на втората лига. Значи, во е само еден од начините кои сакат граѓаните да го гледат Тиквеш во прва лига. Значи, подписите се само една работа и еден доказ да му докажеме дека градот и народот во Кавадарци сака посилен Тиквеш. Градоначалникот Панов им даде поддршка на лозарите, а тоа го докаже и со неговиот подпис меѓу првите кога се собираа истите и се заложи за ГФК Тиквеш во кој ќе се знае за се транспарентно и честно да се работи. Само на таков начин ќе се привлечат спонзорите и сите оние кои допрва сакаат или имаат намера да учествуваат во финансирањето на клубот. Нивната иницијатива е во правец на подобрување на состојбите во градскиот фудбалски клуб Тиквеш, бидејќи оној ентузијазам во моментот кога и локалната самоуправа и многу бизнис компании од градот кои што се вклучија финансиски да помогнат на ГФК Тиквеш, на самиот почеток сега ја нема. Се помалку се финансиите, се помалку се успесите, се повеќе е раздорот во самиот ГФК Тиквеш. Исто така големо е незадоволството од гледачите, од лозарите и така натаму и така натаму. Значи, на градот Кавадарци не му одговара ваков ГФК Тиквеш, кој што губи од села, кој што е на 10-то место во втора лига и она што беше нагорна линија, нели, од трета лига во втора лига да се игра во купови, да се игра во бараж за влез во прва лига, сега го нема. Сакам од моје лично име да упатам апел до раководството на ГФК Тиквеш да размислат уште еднаш, бидејќи еднаш дадоа, мене лично ми дадоа ветување дека ќе се повлечат од клубот. Тоа не го исполнија. Сакам еве јавно да дадам апел да си го одржат ветувањето, доколку навистина го сакаат овој клуб и доколку навистина им значи нешто. Ова го зборувам не тенденциозно, туку најдобро намерно, бидејќи перцепцијата за нив е неповолна во градот. Перцепцијата и кај бизнис секторот е неповолна и токму заради тоа апелирам да се повлечат доколку го сакаат клубот, да со тоа привлечиме дел од бизнис секторот повторно да се врати, да ние дополнително како локална самоуправа финансиски го закрепнеме ГФК Тиквеш и со една нова управа која што ќе биде на демократски начин избрана и запишана во централниот регистар, а не како претходно, да градскиот фудбалски клуб го вратиме во првата четворка на втора лига, а зошто да не и да се бориме за место во првата лига, бидејќи на вистина Кавадарци, историјата на Тиквеш, како и лозарите кои што би рекол најмногу го сакаат Тиквеш, заради кои што најмногу учествува локалната самоуправа во финансирањето, го заслужуваат тоа.
Ке следува врз основа на доставените потписи соодветна постапка според расположивите прописи со цел да се постигне нивото на Тиквеш, кој од трета лига влезе во втора, потоа имаше шанса да се бори за влез во прва лига, но потоа настапи еден период на стагнација во клубот и моментно се наоѓа во вториот дел на табелата на втората фудбалска лига.